што ни 15 часот плюс 1 час што ни го додадоа со времето, значи времето ни брза, 16 часот е време за емисијата Очи во очи. Во исто време да почнат да се решаваат многуте работи кои не функционираат во државата, во општеството. И тоа е на некој начин и денешната тема, а доаѓа како резултат на иницијативата на опозицијата или генерално на СДСМ и на ДУИ, кои бараат формирање на анкетна и надзорна парламентарна комисија, која би ги утврдила фактите, но и политичката одговорност за трагедијата во Кочани. Овие барања на СДСМ беа соопштени во текот на минатата недела и во исто време пак беа прифатени од страна на ВМРО ДПМН, меѓутоа прифатени во контекст во кој, како што изјави и Мицковски, тие не би биле против или како што вели не бегаат од анкетна комисија, туку бараат истата да се прошири. Со други зборови, се чини дека не се за тоа да биде формирана анкетна комисија само за трагедијата во Кочани, односно би се согласиле доколку, при што ги наведува Мицковски понатаму и многуте други случаи, наназад, значи и Ласкарце и така натаму, и во тој случај да се не би биле против формирањето на анкетната комисија. Сега, прашањето е всушност дали евентуалното формирање на ваквата анкетна комисија може да ги утврди фактите, политичката одговорност и особено да биде од интерес и за граѓаните, уште повеќе и ако се прошират нејзините ингеренции за случаите наназад, или всушност ако се има досегашното искуство, значи формирање на комисиите, како еве комисијата за социјални работи, некако се чини штом се формира комисија, работите како да се закочуваат, да се заглавуваат. Меѓутоа, еве, ова е една интересна иницијатива која понатаму е, гледате, проширена од власта, од ВМРО ДПМН, а тоа е дека не се против доколку се насочат и кон минатото, односно кон случаевите од претходно. Инаку пак СДСМ, иако во почетокот, непосредно по трагедијата во Кочани, беше на линија дека е координирана акцијата, сега во последните денови е на мислење дека досегашниот тек на истрагата покажал дека истата се води селективно. И токму затоа еве и се поставува прашањето, или тие го аргументираат ова, дека формирање на анкетна комисија би било решение, и она што непосредно пред емисијата го видов како информација, дека СДСМ би поддржале предлог оваа комисија да биде надлежна и за другите несреќи, односно по однос на барањето на ВМРО ДПМН оваа евентуална анкетна комисија, освен овој случај, да опфаќа и истраги поврзани со претходните, да речеме, модуларната болница во Тетово, Ласкарц и други случаи. Еве, ова е денешната тема, накратко кажано, што мислите, дали треба, односно, дали треба, има многу работи кои постојат, еден куп и министерства, ресори, кадровски места, заменици на замениците и така натаму, се поставува прашањето колку се неопходни, колку се функционални, па така и колку ова анкетна комисија навистина би имала реална функција и конкретна помош во решавањето, уште повеќе, не само за трагедијата во Кочани, туку и за настаните
со трагични последици од минатото, а кои за жал до денеска не се решени. 6091 924 925 се телефонските броеви, ете и денешната тема, а кој ни е прв со кого ќе отвориме емисијата Очи во очи, еве ќе слушнеме сега. Повелете, добар. Се слушаме, повелете, вие сте. Да, вие сте, повелете. И со прво да ти честитам, а овда вие како издржувате од сабајне до вечер. Порано бевте двајца, поделено имавте ова, мислам, ова работа ваша сега. Да. Цел ден там. Дали дава дупло плата? Не верувам. Ба, никогаш не е доволно, се согласувам тоа. Никогаш не е доволно, така е. Особено во овие сфери, испоредено со оние на политичарите, тука нема јасно, нема споредба, да. Повелете. Така, сега за анкетнава комисија. Ја би кажал да не постојат тие воопште анкетни комисии. Него да постојат стручњаци, дисциплина, пред да се гради еден тоалет. Треба да се даде дозвола и од кој ќе се изгради да се види како е. И да не набровам сега нагоре се и сешто. Јасно. Кога ќе се влези во некоја кафана, мора да има контрола. Кога ќе има вакви собири на деца млади кои што не знаат во моментот да се снајдат, да се справат, не смеат да влезат без контрола, без обезбедување. Државата треба да биде превенција во све, превенција во градна, превенција во изvedби, превенција во одржување вакви скупови. Превентивно, ако делува, ќе нема случај да се случи нигде и никогаш. А вака, откако ќе падне зградата, сега ќе бараме кривец, анкетни комисии, па, што да речам, попуци. Безпотребни работи се тие. Дајте да исправиме државава на нозе како што треба, чисто, строго, контрола, дисциплина, да не сме никој ни да укради, ни да наштети, ни фауш да гради, контроли строги. Таков објект, брат личе едно, да не може да иде за луѓето. Па тие, да не знам и како влегле внатре. Сигурно 3 сати. Да, благодарам, ве поздравувам и ете добро забележавте. Порано бевме двајца, сега еден. Јас им велам на колегите, ете, вие имате со кого да се поделите по смени, по ресори. Јас со самиот себе си се делам во едната и во другата емисија. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете, вие сте. Ало, добар ден. Добар ден, поздрав, повелете. Поздрав до водителот и до слушателите. Благодарам, повелете. Видите, господин, ја некој размислувам малку другачи од другите. Ја мислам вака. Војската постоje да не заштити од надворешен непријател. Полицијата постоje да заштити од внатрешен непријател, да ги обезбеде нашите животи и нашите материјални добра. Пожарникарите взимат плата и работат да не заштитат од пожар, прво луѓето и после материјалните добра. Како е постапено у пожарот? А пред неколку дена, 7-8 дена, го слушав изјавата на Стојанче, овај што за кризи, како беше, не агенција, него за кризи, Ангело Стојанче се викаше, како се викаше. Така, добро, да. Тој изјави дека пожарникарите за едно прилика половина час отишле и многу успешно и добро го гасиле пожарот. Со 59 жртви, многу успешно и добро го гаснале пожарот. Значи, тоа не е никакво успех, тоа е заплакање. А друго сакам да кажам. Има тамо запишано колку е зонето горе у 112. Бидејќи сега не се добива полиција, пожарна и брза помош. Телефонот зоне прво 112 кај Стојанче. Колку е зонето таму, колку е вено на пожарникарите. Пожарникарите се отишле половин сат порано, што слушам разговори, дека пожарната отишла после 40 минути да гасе. За тоа време они сами помагале луѓето. А пожарната требало отиде да угасе. После ние ќе расправаме кој бил крив, зашо бил крив. И ако паднем на пато и викнете брза помош, право ме товари, ме носи у болница и викате шо ме е. А после виде дали сам осигуреник, дали сам државјанин, дали шо како, значи прво да ме спасе.
пожарната каса да се види социјален гел. Така, ви благодарам, ве поздравувам. Инаку еве пратеничката Тренчевска од СДСМ потенцира дека не било вистина од собранието 2 недели било на одмор, посочува дека пратениците работеле, само собранието и работните тела не одржувале седници. Значи, тие работеле, но телата не одржувале седници, еве, гледате, а ова го изјави денеска, 2 недели откако работеле. Не мислам, не го изјави во периодот на овие 2 недели кои работеле, туку еве денеска, вклучително и оној вчерашен ден. Тоа е празник, не е друго. Но ете, она што го изјави денеска е, онаа теза дека сме биле на одмор не е вистина, не бевме на одмор, туку едноставно собранието немаше закажано седница на собранието и на работните тела. Ете, не биле на одмор, биле во собрание. Повелете, добар ден. Добар ден и свако. Поздрав, да. Вие сте, се слушаме, да. Вака сега, мала дигресија, малце шала. Да. На овој Крушево сите телевизии да му доделите уште една пензија. Затоа што тој е редовен. Тука и нема што. Тука дали седи пред вас, не знам. Второ, каква анкетна комисија? Зашто ќе расправаме? Ќе го вратиме случајно, нешто ќе подобри. И да се отворат, решат предходните од минатото. Бара ВМРО. Да помане. Баш тука ве чека писо да рече да кажете. Не вас, него... Да, разбирам, да. Абе, пак ќе биде крив оној Портиро, пак ќе биде крива чистачката, пак ќе биде и ништо. Не верувам во ова. Не верувам. Второто, не можам да си замислам фудбалски надпревар. Правиме едноминутно молчење, свират луѓе. Негодува. Го гледате тоа? Да. И со кого ќе правиме, еве си честитаме Рамазан Бајрам, нека му е со свеќа, секое нешто. Со кого? Значи, тие се ситат на македонците што загинаа. Што не е исклучено. Зато секојаш велам, Тито си ја види својата грешка што не го стај Ранковиќ си ја заврши работата. Но што личи она, ќе разбера луѓето, но што личи она како луѓе? Јас без разлика дали албанец, поличнек, греота ќе речам. Овие што право уруа и свира. Сега ќе речите поединци. Ај кажете кој политичар албански излезе, па да го негира. Кажете еден, дека тоа е недолично што го правеше публиката или ова. Албански политичар излезе да го каже ова. Нема исто да се залажуваме. Ние 2014 година е загубивме Македонија и со здравје, ама ВМРО и СДС тоа нема да го свата никогаш. Тие ни ја продаде држава. Благодарам, ве поздравувам, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, поздрав, повелете, ве слушам. Па, што се ја за вас кад се случајот, водачот лично го запознав пред 2 години во Бостер кај пријател. Аха. Толку беше, мисла, уште после толку време вознамирен, несмирен патриот за леј по приватници да работи. Уште беше толку и ми кажуваше, ми расправаше, баш го пашав што се случи како. Ја добија исправен налог, кај водилото исправно. Меѓутоа, само по неколку километри кој почна да му кочи вода, почна да работи. Нема, зар јас сакам че сам да супер да се лезна во смрт. Но сега одеа тие политичари судиве да го судат него, и само тој беше осуден. А тие технички легле што вршиле, значи, тие се слободни. Овие анкетни комисии немат ништо да придонесат, затоа што тој од други извршувачи за економија тука е осомничен и многу други че изгледат осомничени од СДСМ и ДПМН. Еве сега гледаме веќе Огнитово сега ќе си продолжи да се работи, до сега беше криминалец, корумпиран. Како се корумпиран, обвинител корумпиран, обвинители ќе се на корумпирани политичари, злостоници, терористи. Тоа е тероризам за мен што го правиш, убиваат деца на било кој начин, што гасат животи. Како ќе судат сега тие сите обвинители кои да се? Значи, обвинителството судите се сите корумпирани. Тоа е и доказано. Како ќе судат корумпирани на корумпирани? Криминалците се криминалците. Некој последни така ќе раз водаш од кој Сиромов или некои други тамо овие безбедното пиле во капичот и така некои помали риби што викат. Иначе овие 3 до
составнички групи понатака ќе владе со Македонија. Понатака се додека не се изгоди ДПМН, да се биде ДП и дуи од Македонија нема да биде држава како што треба да биде. Нема. Благодарам ве, поздравувам. Сега би било интересно ако Советот за јавни обвинители по однос на барањето за разрешување на Коцевски одговори позитивно дека го поддржува разрешувањето. Затоа што сега пак ВМРО ДПМН изјавија независно од одговорот на Советот за јавни обвинители нема да го разрешат. Претходно беше независно што ќе одговори Советот за јавни обвинители ќе се разреши. И барањето беше испратено до Советот за јавни обвинители. Па се случи Кочани, а сега Советот ќе одговори. А ВМРО ДПМН велат независно од нивниот одговор нема да го разрешиме сега. Па велам би било интересно ако сега Советот бара негово разрешување, смета дека треба да се разреши. Тогаш ќе имаме значи сосема свртена ситуација за 180 степени. Ете како се менуваат работите во политиката и сега јасно треба да, особено и тоа во првиот дел го спомнав, ако е така како што вели Мицковски, ако се нечии, не знам, се повикувајте и на Бубевски, Гаврил Бубевски, Абази, така натаму Коцевски дошол, вели во Кочани со колегите Абази и Бубевски, кои се знае партиски, кои се и така натаму. Ете, тоа се нивни, па нема да ги смениме, но ако се нивни, кој е нечи, тој постојано, значи само е прашањето да се создадат услови да биде нечи. Тоа е што ме нечи, значи секаде може да најде упориште. Работата е да биде ничи. Така да ако е нечи, тогаш зборува и за минатото, но зборува и за иднината. Ако бил нечи некогаш, тие што биле некогаш не се повеќе. Сега може да биде на овие кои се сега. Само треба да, штом бил нечи, може да биде секогаш нечи. Само зависи како ќе се договорат. А кој не бил ничи никогаш, или не бил на таа позиција, или независно од тој кој да дојде, тој независно ќе си работи. Тоа се проблемите. Значи, еднаш ако бил нечи, секогаш може да биде нечи. Бил нечи на тие кои повеќе не се. Но тој сака да биде и понатаму тоа. Така да ако се договори, може да биде како нели што имаше преминување од овој од оној, сватил одеднаш преку ноќ дека таму е иднината и преминал. И тоа е клучниот проблем. Ако е некој нечи, не треба ни да биде. Не смее да биде, особено во правосудството. Тоа е клучната грешка и тогаш нема што ниту воопшто да се остава можноста ризикот, ама сега да му се даде шанса, па која? Или не бил ничи, па му се дава шанса, или нема што. Дури и тогаш е прашање, ако му се ставаат на товар сериозни пропусти. Повелете. Добар ден, господин. Добар ден, повелете, ве слушам. Па јас прво би почнала со првиот предлог на председателот на СДСМ Филипче за стикување на лидерска средба. Така и И тоа. јас па и сите други не би требало тој предлог да го сватат како барање за медиумска расправа, како што некој сакаше тоа да го прикаже. Туку тој, како член на парламентот и председател на најголемата опозицијска партија, со сета парламентарно и право и политичка одговорност, јасно најави потреба од одржување на лидерска средба за состојбите во државата со сите парламентарни партии. И не знам зошто Мицковски парламентарците, односно состаноците со парламентарните представници ги рачуна за средби со него. Тие се само средби на сите со сите. Значи сакаше да го одбегне, да ја одбегне таа можност. А за изјавите пак на од другите позицијски партии, дека средбата што ја побарал председателот Филипче е непотребна, би било само губење на време, е само доказ за самобезбисаност и неспремност за заедничко действување во вакви тешки кризи. Иако е непобитен фактот
дека сами не ќе можеме да се справиме со оваа тешка катастрофа. И ако Европската Унија и НАТО не го клучеа безбедносниот алат, сам Бог ќе знае. Така, да, ви благодарам и ве поздравувам. И ова со лидерската средба беше соопштено во текот на минатата недела и предизвика дебати, дискусии, па и конфузии, можам да кажам, во јавноста. Аргументацијата или тој повик од претседателот на СДСМ за одржување на лидерска средба е дека тој би презентирал на неа план за она што суштински треба да се направи за државата. Меѓутоа, освен што тоа е вонинституционален формат, во принцип, таа лидерска средба, се поставува и прашањето токму околу функцијата на парламентот, на собранието, на сето она што впрочем и токму нивната причина за постоење. Ете ова што вели Тренчевска, тие не биле на одмор, биле таму. Но добро, се едно. Не се официјално на одмора, што? Телата не работеле. Нема врска, па токму тоа е, телата не работеле. А ако не работи камерата, ниту јас може да работам. Нема што тоа работело телото или не работело. Работните тела не одржувале седници. Па, значи, исто е тоа. Јас сум бил добро. Тоа идат, имаше нели и ова матичните лекари или кои што нешто, одат на работа, не е битно, ајде да не се најдат тие прозвани. Одат на работа, не работат, не се на одмор седат. Така да сега не е врат, туку е шија. Немало седници, немало ова, а тие не биле на одмор. Па не биле на одмор официјално, секако дека не биле. Инаку да биле на одмор, ќе го искористеле, па нема да може да одат на одмор сега летно време, кога ќе им дојде одморот. Што ќе правеа тогаш? Така да официјално не биле на одмор, тоа е јасно. Меѓутоа, прашањето е токму визави ова лидерската средба, затоа зашто нивната суштина, која е и зашто се толку пратеници. Токму затоа за сите тие клучни работи да се одбиваат така. Како што ова се јавни разговори, гласот на јавноста и така натаму, тоа е токму затоа тој дел од власта каде што ќе излезат лидерите и ќе ги слушнат мислењата и токму затоа од 120 пратеници. Колку повеќе глави, повеќе би требало да се слушнат интересни работи. Така да тоа е на еден начин некако занемарување, заобиколување дури на собранието и се поставува прашање. Во ред се, значи, лидерски средби и Мицковски на тоа вели добро, ако би помогнало, стои на располагање и така натаму. Но на крајот од краиштата, а зошто тоа медиумски? Тоа ако е за така консултативно, тие Трамп, Путин се слушаат по телефон, па главно ги договориле работите, не е работата сега медиумски се најави за да се сретнат, да се сликаат пред камери. А тука се и во ист гради и собрание и така натаму и да се слушнат и да се видат и што кој како има да каже. Туку акцентирањето на тој вонинституционален формат лидерска средба прави и нешто друго, дека лидерите договараат. Зошто се другите? Зошто е владата, зошто се пратениците и слично. Па барем телата гледате да им работеле, туку ни телата ништо не работело. И тоа поставува прашања, особено и од аспект на тоа и лидерска средба се две глави кои мислат и што, ќе одлучат? Не, напротив, затоа се има формат собрание, каде што се разговара, па секој ќе излезе, па ќе каже, па ќе предложи, па ќе ги слушне мислењата. Инаку што ќе излезат двајцата, потоа ние дојдовме со заклучок, тој и готово. Па, што ќе ни се тоа што зборуваме, зошто се толку и пратеници и зошто се воопшто тогаш? А особено велам што тие секако можат и да се консултираат и да се... Па потоа да излезат со тие ставови со таа некоја платформа, основа пред пратениците. Повелете. Добар ден, почитувани. Да, добар ден, повелете, да. Поздрав до телевизија 24. Благодарен поздрав, повелете. Па, моментално, значи, кривичната одговорност ја утврдуваат правосудните органи. До сега има 34 осомничени за, нели си има таму првоосомничен, второосомничен, третоосомничен, зависност од тежината на кривичното дело.
Јас од она што можам досега да го видам, посебно од реакцијата на Панче Тошковски, е некое неселективно постапување. По моја проценка, може да е неточна. Сега, ако некој е незадоволен од судските органи, односно од правосудството, значи од судиите, обвинителите, обично СДС и левица се незадоволни, тоа значи дека тие со шарената револуција кои ги донесоа овие суди и обвинители, од нив се незадоволни, вклучително и овој сегашниот обвинител Коцевски. И сега логично е дуи СДС и левица во парламентот да се против ВМРО, затоа што единствено ВМРО спроведува таква истрага обемна со толку осомничени и неселективна. Сега кога од СДС и левица кажуваат дека знаат детали за кривичното дело што се случи во Кочани и виновници, тоа можат да го знаат од неколку причини. Можат да знаат дека се извршители на кривичното дело, затоа што само извршител на кривичното дело може да знае детали за кривичното дело. Или ако некој е соучесник, евентуално, значи тој што ја води истрагата, исто така може да знае детали за кривичното дело. Сега, ако некој знае детали, а не поднесол кривична пријава, исто така станува соучесник, односно врши кривично дело, не пријавување на кривично дело. Интересна работа е што шарените револуционери сега се разбудија со протести, со оставки и загриженост, но за Ласкарци, например, ги немаше нигде. За Беса Турс, за Дурмо Турс ги немаше нигде, за модуларната ги немаше нигде. Сега се гледате многу проактивни, многу загрижени и многу... Так, ви благодарам. Поздрав до вас, до слушање. Повелете, добар ден. Вака Исо. Да. Ајде во целост, не во целост, али да го поддржам овој претходниот. Аха. Многу е јасно. Анкетна комисија, мислам, не треба. Так. Прво. Второ, зашто бара лидерска средба на СДС, господину? А што мислите, ако ги вративе нас од делата за болницата, за автобусите, кој е главниот, поготово за болницата? Зошто го наместија него лидер на партија? За да биде заштитен ко мечка. И така тоа ќе си оди. Крив кабело, крив шоферо, сега ќе биде крив секурити, обезбедувајте, што пушташе поќе луѓе во дискотеката, што пушташе малолетни, тие ќе бидат осудени. Не очекувајте, луѓе. Не очекувајте нешто посебно. Жалосно за тие што загина. Жалосно. Јас зашто велам? Не ни требаше ВМРО и СДС по осамостојањето на Македонија. Ни требаше една македонска партија, дјало ни внатре. Па поготово 2001 што мислеа, тие и ден сте си два очите. Чудесно ми се кај се другиве националности што немо посматраат по некои работи. Срам не виде. Срам не виде. Не можеме ние колку да сакаме да видиме браќа и со тебе изгледа во наводници, не можеме. Фудбалски надпревар. Срам да е во Тунгузија да загинале луѓе, ќе ми биде жал. Шо право вие? Крај на моје Исо, те поздравувам. Благодарам, поздрави до вас. Мислам дека во овој, но и во сите случаи, особено нерешени или нерасветлени, или како и да се расветлени се на поинаков начин. А тоа е дека всушност се расветлуваат причините. Спомнавте, ете, дали е кабел, за било што, банализирам, нема врска, асоциација со што. Не знам, се стопил кабелот, краток спој, се запалило тоа, па душекот, па ова, па она и така натаму. Генерално, на тоа се засниваат и процесите околу причините. А всушност, клучниот момент е утврдувањето на пропустите кои довеле до причините. Значи, ако паднал авионот и сега се решава случајот, бил уморен пилотот, бил необучен пилотот, бил авионот, не знам, несервисиран, неквалитетен, бил ставен и одлично решено е се. Не е решено. Тоа се причините. А треба да се утврдат пропустите кои довеле до причините. Значи, не е кабелот или уморниот пилот и така натаму. Добро, да, затоа паднал, затоа се запалило. Но зошто бил уморен, кој го пуштил? Зошто бил необучен, кој го пуштил?
Зошто бил несервисиран авионот? Кој дозволил така? Зошто, не знам, немало гориво доволно? Зошто делот бил неоригинален и така натаму? Ние генерално одиме со причините, па затоа, па ова предизвикало, потоа се запалила кровната конструкција од пиротехниката, од таму на гредите вакви и на онакви, се проширило тука преку ваков материјал, лесно запали. А добро, што не е поентата да објаснуваме како настанало, и тоа е веќе јасно, верижна реакција. Туку како дошло, кој ги, поради што дошло до тие пропусти? Ете, тоа е суштината. А ние го немаме генерално тоа. И затоа потоа сите ни објаснуваат, не знам, и Коцевски верига пропусти тоа, но пропусти во самата дискотека. Пиротехниката предизвикала, па лесно запаливиот материјал ова, па чекајте, затоа кои се пропустите кои овозможиле? Пропустите кои се, значи исполнета безбедносна противпожарна заштита. По однос зошто биле запаливи материјали, зошто било ова, исполнета и не знам други стандарди, влезови и така натаму. Вратата била затворена, немало квака, заклучена, добро, и што? Што со тоа? Тоа е во ред причината, јасно не можеле да излезат. Зошто била? Зошто е пропустот да биде заклучена? Кој требал да ја провери, кој требал да ја контролира? Ете, кога тие ќе се утврдат пропустите за причините, тогаш тоа се виновниците. Ова другото се само резултати, причините. Кабелот е резултат. Како можел да биде кабел, не знам, да се стопи, значи, или бил несоодветен, или така натаму, кој го проверил и слично. Ете, тоа е она што, а ние одиме, односно нам ни се сервираат генерално објаснување на настаните, како дошло. Паднал градот, удрил на колата, пукнало стаклото, се исекол возачот. А зошто дошло до тоа? Тогаш ќе се знаат и причините. Дрвото паднало, па го повредило овој, па и така натаму. Ба зошто паднало дрвото? Затоа што не било маркирано од надлежните служби на време, не било исечено, не било санирано. Значи, надлежните служби се виновни. А не е дрвото што паднало. Дрвото е причина за повредата или смртта. Но не е дрвото што паднало. Виновно е зошто е бит таму. Не било отстрането од службите. Ете, тоа е она што треба да биде пристапот. Тогаш ќе се дојде до така да тогаш се отвара целата лепеза на тие и дозволи, и лиценци, и задоволени стандарди или не. А ако се случило и покрај нив, тоа е друго. И тогаш може да се случи, значи паднал и авионот, но пилотот бил и обучен, и одморен, и деловите биле како што треба, и се што, но се случило нешто трето. А нема одговорност, нема пропусти. Па се бара што се случило тогаш. Непредвидено нешто, ете, гром удрил во авионот и паднал. Тоа кој да не е ни до вина, ниту пропуст на кого и да е. Повелете. Здраво. Здраво, поздрав до вас. Па види вака, ова е смешна работа, овие парламентарни комисии, анкетни чуда. Да. Знаеш колку анкетни комисии си имаат сличено од кога е оваа демократија дојде на власт? Колку криминали, колку катастрофи, колку авионски несреќи имаше, Палер, Авиоимпекс, па и чудеси таму уште какви други несреќи се, овие потазеве да не ги набрајам, сите ги знаат овие помладиве. Значи имаше катастрофи, имавме катастрофа 2001, каде што браќата балисти не го направија ова да имаме рамковна држава која е дисфункционална и е под команда директно на американците. Каде господјата Кристина Агилера да реагира за денешното или вчера, кога била таа утакмица каде што имало свиркање на едноминутно молчење. Ја ги оправдувам луѓето што критикуваат и напаѓаат и тоа, да ти кажам искрено, нити ќе имаме држава вака на овој начин, нити ќе функционира. Изгледа ќе мораме и ние да се радуваме на некоја несреќа кога ќе дојде моментот, ама и ќе дојде, да знаете. А ова што кажуваш, авионот паднал несреќа, ти рековме реше, таа е виша сила, виша сила. Све е до виша сила. Как и овие функционериве наши не се дисфункционални, они се функционални. Пример, они као вакцинирани со срам. Тоа не знаеш што е тој збор срам, тоа е многу, мислам, далек збор за нив, странец. Филипче, што да употребам за Филипче од мојот
арсенал на глупни изрази. Знаеш какви глотежи имам за него да кажам? Многу. Ама ќе ги пречутам. Ама па за овој сегашниот власт, па што треба за него убавени да кажувам? И 100 глотежи за него имам да кажам. Ама ќе ти го чувам за себе. Ако вие си знаете ја што убаво и мислам на нив. Пази, сега се ВМРО на власт. Не да се вадат тако. Так, добро ве, поздравувам, истече времето. Добар ден, повелете. Ало, Да, повелете, ве слушам. почитан родител Дина од Скопје. Повелете, да, добар ден. Добар ден. Зашо кај нас ништо не се менува? Таму се таложи. Па слушајте, анкетна комисија. Да могам? Влада Горда Македонија, која што е оптеретена од декември минатата година, а избори се во октомври оваа година, оптеретена за изборите, не разбирате што очекувате од таа влада. Ова сето што се случува за оваа влада, ова знаете што е? Ништожно, верувајте ми. Ама баш ништожно. Она со ништо не е засегната. Она е анкета си ангажира Market Vision за 400.000 евра да им ги мерат таму рейтинзите на шпиц играчот. Тоа е анкета. Ако се сеќавате пред една-две години, со вас си направив еден малку хумористичен муавет за канабисот која се легализираше од медицински аспект, така? Па ви спомнав нешто зембилче, како ќе го изнесуваат канабисот. Ќе плетат зембилчиња и еве сега што дежураме. Во кошеви, почитувам водителу, оние кошеви, знаете, што се плетат од како се викаше ова врба поред, да, кошеви изнеси. То ни нешто. Па брадестиот полицаец ги дал на одмор полицајците како парламентарците. Па спиеле, па не спиеле, па не знаеле таму што се случува. И анкетна комисија. Владата загрижена. Во секој ден ние цапаме во локал, се поеки и поеки. Тонеме. Благодарам. Благодарам, поздрав до вас, повелете. За следниот гледач, кого имаме? Добар ден, почитувани. Добар ден, почит до вас, повелете. Да ви кажам, најмногу се јавив за да ви го честитам празникот. Ви благодарам, да, на добро вашето се. семејство. Благодарам и секој на сите празник. муслимани што го слават Рамазан Бајрам. Ви благодарам, да, како и да. Немав намера да се јавам, во петокот не успеав, али еве сега успеав да ви честитам. И да славите уште многу празници заедно. Ви Инаку благодарам. за ова ќе кажам дали е селективно или не е селективно, дали има анкети или анкетни комисии или не, дали се шарени или еднобојни, дали се од комунизмот или не, се бара све да се расчисти. Народот бара све да се расчисти. А кој бил, како бил крив или кој бил тогаш на власт, лично баш мене, не ми интересира ни за една, ни за друга партија. Поготово кога ќе го спомнат комунизмот. Сите овие што се јавуваат, нивните родители се родили, живееле во комунизмот. И мојот родител, и јас сум родена во комунизмот, не плукајте, туку плукајте на више партискиот систем. Исто ти благодарам и ти посакувам се да љубаво. Ви благодарам, секое добро и вам и на сите, всушност премисите се исти во исто време, еве сега и кај христијаните постоте во очи Великден со велам истата таа цел и порака постигнување на мир во душата, но преку некое внатрешно прочистување. И се е тоа, велам, се сведува на истото. А тоа е токму едноставно човек да најде начин да се исчисти, ослободи од лошите мисли, од мислите со самиот себе си. Човек си станува, како и се вели, и човек волк, но и самиот себе си непријател. Така да едноставно да се издигне над некои хоризонти, што би се рекло, да се прочисти, затоа и да најде мир во душата, да не е
да нема лакомост, да нема алчност, да нема зависност, завист и така натаму. Тоа се насоки како да се стигне до тие вредности. И тогаш највисоката фаза би била, да речеме, станување мудрец. Мудрецот веќе на вистина, тој не е оптоварен со ништо. Ниту со пари, ниту очите му се големи, ненаситни, лакоми и така натаму. Себични, лаги и слично. И тоа е тоа што има за целта и повеќе од кога и да е, и која и да е религија. Мислам што ни треба, најмногу од се. Затоа и овиете празници не би требало, или периоди кои како, дали е православието, христијанството, исламот, да се доживуваат само како нешто попатно. Туку треба човек да се посвети, затоа независно, пораката е иста, велам. По најмногу пак токму тие за кои изборуваме, за да ги подобрат работите, затоа што токму таа борба против корупцијата е токму во тој дел, нив им треба тоа прочистување. Тоа е тоа, тие може би немаат проблем со себе, но државата има проблем со нив. И затоа треба да едноставно, токму во името на тоа, тие се први, не знам, и верници, тие се и први кои заклетви даваат на позициите, пратеници, суди и така натаму. А резултатите покажуваат нешто друго. Така да, тогаш се постава прашањето колку се и вистински верници, колку се вистински, или е сето тоа, сега е период таков, ајде честито и готово, а ќе тераме по старо. Затоа велам, тоа се тие некои универзални вредности кои мора нека конечно да човек свати дека би независно од верата и така натаму, или треба почнеме да ги применуваме, или тешко ќе одат работите веќе на вистина. Токму заради нивно запоставување и еве вакви се состојбите. Повелете. Добар ден, Исо. Добар ден, поздрав до вас, повелете. Вака се, ако те пратев добро и во емисијата од 13 часот, најчесто споменували и твоја страна беше обвинител. Аха, добро. И работата на обвинител. Дури и ти како подзачурен, како сега обвинителот можел, а порано не можел. Па ако може и порано, како што можел сега, немаше процентот на доверба да види 2%, така? Сам тука се... Ја затоа се прашувам, а како ќе може сега, ако не можел порано, тоа ми е, да. Така, затоа што ќе излези на видело зошто не можел. Дали под притисок, дали за пари, или за било како, нешто има човекот да каже. Не било баш така, него е добра волја да стварно на ништо да не го интересира. Иначе не е точно тоа дека Мицковски сега вели дека е тој добрио. Не, само Мицковски вели дека процесот е привремено одложен, што значи дека нема да продолжи. Затоа што процедурата е за избор на нов обвинител 90 дена. Што најповеќе, например, му одговара на некои што се сеќаат виновни, да настани тој хаос. Затоа е сега, например, овој притисокот за лидерска средба. Да ме гево, гледајте сега, јас ќе понудам нешто, ама толку е мистично што не му кажувам на никој, ама елате да ви кажем аз посебно. Па излезиме и прочите на говорница, добро велиш и ти, ќе те разберат сите. Секако еден ден мора да дојде до гласање за тие работи. Так. Или, за да се надоврзам само на темата од 13 часот, значи, пошто не може да се донесе законот за бранители, така како што барат сите, значи војната во 2001 година се уште не е завршена. Значи се уште е нешто тлеј, за да ние речеме сега добре, дај да се договориме, уште ова завршена работа. Така. Иначе, така испаѓа, не? Да. Иначе главен кривец како и да збораме, не постои друг, освен газдата на дискотеката, кабарето, како сакат. Сето другото има кривици, меѓутоа директните работи кои предизвикаат ова е газдата, ништо поинаку. Така, ви благодарам, ве поздравувам. И да, ете, ова што спомнавте токму, значи тој со случајот и законот за бранители, некако штом станува збор за комисија некоја и заглавени се работите. Така да, еве, колку ова пак може на вистина да придонесе, затоа што досегашното искуство, ете и најново, конечно, ова во последниве месеци со Комисијата за социјална политика и повеќе од не функционира.
навистина не се знае кој што како прави. Значи, за ова може, но не може без ова. Јас сум за ова, но не сум за тоа и така натаму. И тогаш на сето тоа и овие 2 недели кога ќе се надобрзат, како не се внесува конфузија во сето тоа? Тогаш да, ние бевме, но собранието работните тела не одржувале седници и така натаму. И кога ќе токму телата не функционираат. А кога функционира, мислам сега, не одржувале седници, а кога одржуваат седници, тогаш се блокирани. Најчесто. Така да тогаш што може да се очекува од една ваква комисија? Повелете. Здраво, Исо. Здраво, поздрав. Благодарам, поздрав до вас. Не разбирам ела парламентарна комисија како би работила кога тие не се стручни да водат истрага. Ќе треба, значи, да ангажираат надворешни лица. И тоа би довело до паралелна истрага. Кога веќе имаме институции што водат истрага, се некој ќе води паралелна истрага. А дуи пак тоа бара, интернационална. Да. И таа ќе биде веродостојна, така? Не знам, да. Исто вака да направеа, например, за предходните несреќи, што ќе беше? Кој, например, го сокри германскиот извештај за болницата, кој обвинител во ФИОКа го држеше? Или кога се дадоа 200 и кусур пасоши на светски криминалци, како влегоа тие во државата без пасоши, пошто тука дојдоа пасоши да вадат? Како си во МВР влегоа, ти се слика од дома да се, со тие шалтерските работници беа виновни? Знаеш што ќе се случи? Ако сакаат реална истрага ова парламентарна анкетна комисија, тогаш пола од ДУИ и од СДСМ ќе завршат во затвор на крај, после тие истраги. Затоа што повод е еден за некоја несреќа, а причина е друго. Тоа споредба правевме Гаврило Принцип, која изврши атентат, тоа беше повод за Прва светска војна. Јасно. А причините беа малце подлабоки. Па јасно. И овде. Значи, германците знаеш дека не беа колонијална сила и затоа ги почнуваа Првата и Втората светска војна. Само германците не беа колонијална. Овие другите оплячкаа све што оплячкаа низ светот и сега германците си сакаат да дојат по своето и ги правеа војните. Тоа е причината, а поводот е Гаврило Принцип. И тука кабелот е само Јасно, тоа е. Ви благодарам. Поздрав, повелете. Добар ден. Добар ден, господин Исо. Поздрав, почит до вас, повелете. Господин Исо, за многу години нема... Нека е за многу години. Така, секој е. За многу години, традициите, бајрамците, благодарам. Во однос на тоа дали треба да се формира парламентарна анкетна комисија, јас сум не се согласуваме со тоа работа како граѓанин. И понатака, макар да сум, како што јам кажано, противник на идеологијата на владата, на ВМРО-ДПМН, ја поддржувам владата, да си врши законските активности околу вината за случајот трагедијата во Кочан. Анкетната комисија сум на мислење дека знаете што ќе настане? Ќе настане на некој начин едно балансирање за воведување на равнотежа меѓу разните структури во Македонија. Па сите ќе дадат по некој што ќе им одговара. Значи сите ќе си дадат по еден пајца виновници и приказката суштински нема да се заврши. Ако владата има стискаец, нека брка работи и нека го спроведува законот, па до каде што ќе стигне таа работа. Тука би сакал да додам, да ви кажам право, разочаран сум од групата на албанци во Тетово, од таа групата на младите луѓе. Многу сум разочаран од нивното дивјаштво, да го наречам. Фактички тие си ги срамија своите албанци. Албанскиот народ си го срамија. Не знам што сакаат да кажат, но
све сметам дека обично за такви случаи стојат некои. Така, ви благодарам, ве поздравуваме, те стигнавме до крајот. За жалете, имаме секогаш и секаде да се најдат причини за разочарување, кои исто така и не одат во интерес и на тие кои ги представуваат, што и да е, дали одреден правен субјект, дали етничка група, семејство, што и да е. Но во исто време имаме и примери кои го прават спротивното, да се надеваме дека таквите примери ќе доминираат, дека ова се малубројни, спорадични и дека она што го спомнав и токму и по однос на овие институционални верски настани, сега Рамазан Бајрамот или великденските пости во очи Великден, дека на вистина ќе помогнат да се посветиме токму во наоѓање на вистинските вредности. Тоа е и смислата. Впрочем, и тоа е сето након што секој кој на вистина сака да биде вистински човек со сите вредности треба да се стреми. Ви благодарам за вниманието, останете со Централниот дневник во 17 часот. Довидување.